Почитувани присутни, почитувани медиуми, министер, имавме досега можност на 10-дневната работа на Комисијата за финансирање и буџет преку општата и амандманската расправа да размениме мислења и да ги соочиме аргументите за буџет за 2021 година. Наративот е колоритен и шарен како предлог буџетите и минатите години, ама суштината е празна. Бомбастични најави кои се базираат на преоптимистичка рамка која е нереална да се случи. Во сите ваши изјави доминира една најава, еден новитет кој апсолутно не може да најде примена во современите економски текови, а тоа е смарт среднорочната 5-годишна рамка преточена во фискална стратегија, во стратегија за реализација на капиталните инвестиции и во стратегија за управување на јавниот долг во рок од 2021 и 2025 година. Па така во обид да дефокусирате јавноста за сите оние политики кои што се промашени во буџетот и кои што нема да дадат одговор на ниту едно прашање за македонските граѓани, вие велите дека со оваа смарт стратегија македонската економија ќе бележи раст од 4,1% во 2021 година, за со експоненцијален раст до 2025 година да достигне раст македонската економија од 5,9%. Тоа е апсолутно невозможно, особено не во посткризни економски години, а особено на тоа кога ќе се додаде фактот дека во Република Македонија не се градат капитални инвестиции, дека нема странски директни инвестиции, ниту пак процес на засилена дигитализација што може да го покренат овој раст. Ако се земат во обзир вашите тврдења дека оваа криза е многу поголема од светската и економската должничка криза, која беше во периодот од 2009 до 2012 година, потоа ако се споредат параметрите на растот на економијата во посткризниот период и перформансите на таа влада, како и интензитетот на реализација на капиталните инвестиции тогаш и странските директни инвестиции тогаш, верувам дека ќе ви стане јасно дека не ја говорите вистината. Понатаму, во таа смарт стратегија велите дека се предвидени политики кои ќе го намалат дефицитот, кој во рок до 2025 година треба да достигне 2,1% на годишно ниво, или дека ќе се намали нивото на јавниот долг од 58,8% од бруто домашниот производ. Прочитајте го уште еднаш експозето на министерот и ќе сватите дали тие аргументи држат или не. Би препорачал да се слушнете со вице-премиерот Битики, заради тоа што не сте се искоординирале добро, бидејќи човекот рече дека е возможно јавниот долг на Република Македонија да оди преку 70%. Само по оптимистичка и веројатно колегијална линија, Народната банка на Република Македонија ви најавува зголемување од 2% на јавниот долг за 2021 година. Само наредната година нето ќе се задолжиме по вашите најави плюс 1 милијарда евра, која според големината на нашиот буџет е 10% плюс на јавниот долг кој сега изнесува 60,7%. Концепиравте долг со буџет со долг од 567,4 милиони евра, без при тоа да предвидите и дополнителни непредвидени трошоци кои би можеле да се случат. Тоа се нарекува затегнат буџет, кој имајќи ги предвид движењата во економијата и секојдневниот живот, кои што се случуваат изминатите години во Република Македонија, сигурно ќе требаат и дополнителни интервенции кои сега не се предвидени. Еве да речеме дека ќе го земеме сериозно во обзир најавата дека наредната година ќе се обезбедат финансии за изграда на клиничкиот центар. Тоа е нето задолжување плюс 500 милиони евра на овие веќе најавените 567 милиони евра. Тоа е нето задолжување над 1 милијарда евра и тука ви паѓа во вода вашата смарт стратегија која што кажува дека ќе придонесе за финансиска консолидација на долгот. Господине министер, колеги пратеници од мнозинството, ги соочувавме аргументите за ребалансот на буџетот пред не така долго време. И тогаш ви говоревме добронамерно да ги прифаќате нашите сугестии, а вие тоа не го сторивте. Денеска и официјално Република Македонија е во рецесија и економија во слободен пат. Граѓаните живеат на маргините, капитални инвестиции нема, а народот е во паника поради хаосот кој владее со корона кризата. Сиромаштијата расте, а ние креираме мегаломански буџети кои се креирани да реализираат лични интереси.
Пред нас денеска, почитувани колеги, е буџетот на Република Македонија, за кој што сакам меѓу другото да давам свое размислување, како и да предочам неколку аргументи, неколку од многуто зошто сметам дека овој буџет на начинот на кој што е концепиран нема да ги даде резултатите кои ги очекуваме. Овој буџет е неразвоен и е лошо концепиран и ќе ја втурне Република Македонија во уште поголема економска и финансиска криза, наместо да ја оствари основната цел, а тоа е да го спречи истото. Креиран е стихијно, без одржлива стратегија која е насочена кон реален развој на економијата. Меѓу другото, рековте дека овој буџет има три цели: поддршка на здравството, поддршка на економијата, системски реформи во правосудството и евроатлантските интеграции. Ке се служам со бројки и факти кои што се искомуницирани директно од вас и до тоа ќе се држам и во оваа дискусија. Ке пробам да ви аргументирам дел по дел. Во оваа година ќе го имаме историски најголемиот буџет од кога Република Македонија е независна држава, а тоа изнесува 4,2 милиарди евра. Велите дека еден од приоритетите во новиот буџет е правосудството. Апсолутно не е точно. Во судството сте предвиделе за оваа година 6,7% помалку од планираниот буџет за 2020 година или 243 милиони денари помалку. За јавното обвинителство сте предвиделе 8,4% или 80 милиони денари помалку. Ама тука веројатно сте мислеле дека ви е приоритет кога сте ја планирале ставката за привремени вработувања на Министерството за правда, која што е зголемена за фантастични 190%. Или за платите на уставните судии, каде што сега случајно уставна судијка е Добрила Кацарска, каде што оваа година за плати ќе ги чини 9 милиони денари повеќе граѓаните на Република Македонија. Военно најмало учество во вкупните расходи по владини програми има и јакнење на правото со 0,01%. Да видиме што сте предвиделе за економијата и странските директни инвестиции. Не можете да планирате економски раст без вложување во економијата и без креирање услови за реализација на странски директни инвестиции и капитални инвестиции. Странските директни инвестиции за вас во буџетот се една приказна со реверзибилен тек. Секаде во светот тие се бараат и се креираат услови за нивно носење, само нашата влада ги намалува ставките за истите. Еве еден пример. Емануел Макрон се вклучи лично во акцијата Франс Рибут и телефонски контактираше со најголемите странски инвеститори во светот да ги донесе во Франција во план кој што треба да чини 100 милиарди евра. Ако Емануел Макрон и таа држава тоа го спроведува, само нашите економски генијалци на чело со Зоран Заев ги кратат средствата во оваа ставка. Во последниот месец се раскинаа неколку договори со странски инвестиции. Во ставката за странски инвестиции D5 на слободните економски зони се намалува за цели 38,67% или 563 милиони денари помалку, а ставката во програмата D4 за економска промоција се намалува за цели 37,50%. И после ќе се чудиме зашто големите компании и гиганти не заобиколуваат и инвестираат во земјите на соседството. Ние се уште ги чекаме Google и Facebook на граница, а некои наши соседи во текот на изминативе денови, конкретно јапонската фирма Toyo Tires, инвестираше 382 милиони евра во една соседна земја, или во првите 8 месеци кога е пандемијата за 2020 година, во истата земја од нашето соседство има странски директни инвестиции од 1,6 милиарди евра. Велите буџет за економски брз рестарт. Ајде да видиме што вели буџетот за брзиот економски стандард. Ставката во програмата Д за економски развој се намалува за цели 17,41%. Ајде да видиме во секторот за капитални инвестиции што велите дека оваа година е покачен. Слабата реализација на капиталните инвестиции изминативе 3 години се покажа како фактор кој го ограничува растот во економијата. Со ваков процент на реализација на истите, Република Македонија губи во економскиот раст, но и врз обидите за зголемување на конкурентноста на македонската економија. И тука не можете да се вадите на пандемијата, бидејќи проблемот е во потенцијалот за нивна реализација и слабиот техничко-организацијски аспект на владата за да ги реализира. Прво, самото нивно планирање и реализација одат тешко. Нема ниту еден започнат капитален проект, а оние кои се оставени од претходната влада не се продолжени. Едноставно не се работи нова. Не се работи новој случај. За половина година државата инвестирала само 4,7 милиони евра во автопатот Кичево Охрид по 3 години владење на СДСМ. Тој проект закочи на 60% реализација. Тврдењето дека во буџетот е зголемена ставката за капитални инвестиции не е точно, бидејќи се манипулира со бројката од 20% која е во однос на вториот ребаланс.
Ама вистината е дека ставката е намалена за 3,4% споредено со буџетот за 2020 година или 820 милиони денари помалку. Тоа е за 15 милиони евра помалку во првично планираниот од буџетот за капитални инвестиции во 2020 година. Тоа што имаме буџет кој што ќе изнесува над 4 милиарди евра, значи дека ние можеме да инвестираме и треба да инвестираме поголема апсолутна сума во капиталните инвестиции, а не помалку. Без капитални инвестиции, дигитализацијата и странските директни инвестиции, Македонија едноставно нема шанси да се извлече од економската рецесија во која што е западната. Странските директни инвестиции ги нема и средствата се кратат, капитални инвестиции нема и средствата се кратат, а се што треба да знаете за процесот на дигитализација, кој што оваа влада го практикува во Република Македонија, е дека скоро една недела не може да се прикачи, внимавајте, список на корисници на владина помош од четвртиот сет на мерки на владиниот сајт. Од она што е наброено како проекти кои што се водат како капитални инвестиции, а за кои абер нема да се реализираат, се инвестиции останати од претходната влада, која што или не се почнати, или се закочени со реализација. Па така клиничкиот центар во Ѓорче Петров веќе е заборавен, нема нови 500 километри автопати, нема 1000 километри патишта, нема студентски градови, нема универзитети, училишта и болници. Оваа ставка се користи само да се намали притисокот од јавноста и од стручната фела, а веќе на првиот ребаланс ќе бидат скратени за да се спроведе добро познатиот принцип за да се анулира одреден скандал во јавноста кој што би предизвикал штета по владата. Целиот буџет е проектиран врз оптимистичко очекување на стигнување на пандемијата во првите 3 месеци во 2021 година, што треба да донесе раст на бруто домашниот производ и економско заздравување. Проектираниот дефицит ви е 4,9%, а проектираната стапка на раст е 4,1%, што е апсолутно невозможно, особено во година после економска рецесија, а тоа значи дека буџетскиот дефицит ќе биде поголем од растот на економијата и нема да има финансиска консолидација на економијата, туку и во 2021 година ќе имаме зголемување на јавниот долг на државата, нешто кое што според кажувањата на вице-премиерот задолжен за овие прашања и ќе надмине и ќе дое блиску до 70% од бруто домашниот производ. Господине министер, растот од 4,1% во 2021 година е апсолутно невозможен заради два фактора. Вие сте професор и добро ќе ме разберете што сакам да ви кажам. Првиот фактор е дефлацијата. Луѓето трошат пари во согласност со очекуваниот просечен долгорочен приход, односно ќе трошат онолку колку што заработуваат и онолку колку што ќе заработуваат во догледно време. Кризата погоди многу луѓе кои согласно овие текови ќе им треба доста време да се вратат на нормалната потрошувачка, дури ако пандемијата стигне преку ноќ, а нема да се случи тоа. Јавниот долг. Наредната година ќе имаме бруто долг од 1,5 милиарди евра, а нето долг предвиден од 567 милиони евра. Не создадовте продуктивни трошења, населението нема пари да троши, приватниот сектор е доволно погоден за да не инвестира, владата поради намалениот фискален простор и неспособноста не може да инвестира доволно во капиталните инвестиции, тогаш логично се поставува прашањето од каде ви е овој раст од 4,1%. Приходите во буџетот во износ од 3,4 милиарди евра се посебна нереална и недостижна приказна. За приходите реагираат и од економските и од стопанските комори во Република Македонија. Едноставно, овие проекции се нереални во време кога земјава се соочува со тешките последици од пандемијата. Многу од очекуваните приходи не можат да се спроведат во пракса. Нереални се очекувањата за обезбедување приходи од 3,5 милиарди евра во ситуација на незавршена пандемија, намален извоз на стоки и услуги, економската активност е забавена, намалена потрошувачка и големата безпарица која владае во Република Македонија. Па така очекувате да соберете над 1,8 милиарди евра од даноци, или 64% од вкупните приходи, што значи дека тука ќе се изврши невидена репресија врз граѓаните на Република Македонија и врз даночните обврзници, исто како што сега се казнува на секој чекор од полицијата, така наредната година секој чекор вашите инспекции ќе ги казнуваат граѓаните за да стигнат до оваа предвидена цифра која што треба да го загарантира вашиот предвиден приход. Така до година за 3 пати ќе се зголеми данокот на имот за сите оние кои што поседуваат недвижности како втор стан, куќа, деловен простор што не се живее во него, викендичка. Замислете, владата планира да собере 236 милиони евра повеќе од даноци отколку во оваа година. Приходот од казни се очекува да се зголеми за 8,1%, што укажува дека точно
владата знае колку треба да казнува и доколку не го постигне овој процент, владата ќе продолжи со казните. Сте вметнали и приход од потенцијална продажба на државни фирми и државно земјоделско земјиште. Основно правило е дека во криза не се оттуѓува имот поради помалата вредност, а втората теза е дека не можете да планирате приход од нешто за кое што не знаете дали, ниту по која цена ќе се оттуѓат. Само овој аргумент ви ја руши целата проекција за приходите. Не можете да планирате приходи на работи кои што мислите дека ги продавате по одредена предвидена цена, кога не знаете дали тие работи ќе ја постигнат цената која што вие сте ја предвиделе. Понатаму, за животна средина се намалени средствата во износ од 93 милиони денари помалку, односно 9,5% од првично планираниот буџет за 2020 година. Во програмата С за унапредување на животната средина намалени се 6,7% или 21 милион денари помалку, а во категоријата за аерозагадување има 20 милиони денари помалку. Земјоделците ќе се соочат со една од потешките години досега, намалени се доста средствата во програмите за Министерството за земјоделие и од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. За жал мислам дека актуелните секојдневни протести нема да запрати до година, бидејќи за нивните решенија нема предвидено пари во овој буџет. Велите приоритет се и евроатлантските интеграции. Ајде да видиме. Во МНР ваква е таа приоритизација. За испомош на дипломатско-конзуларните представништва ставката имате намалено за 100%. За иселеништво 63%. За интеграција во НАТО сте намалиле 50%, ама за привремени вработувања сте зголемиле за 211%. Веројатно тука е приоритетот. Тоа што на доматински се трошат парите и што се стеснува фискалниот простор ни го намалува маневарот и за здравствени мерки кои што може да спасат животи. Слушнавме дека е буџет кој ќе намали сиромаштијата, ќе ја реформира администрацијата, ќе ја спаси економијата и што ли уште не, ама од тоа нема ништо. Ставката за плати и надоместоци за 2021 година е за над 24,5 милиони евра поголема од годинава. Ќе се потрошат близу 6 милиони евра повеќе за патни трошоци за дневници. Ќе се исто така потрошат за грејење, мобилни телефони и превоз 12 милиони евра повеќе од лани. За договорни услуги ќе се потрошат 72 милиони евра повеќе од оваа година. За наредната година се зголемуваат и ставките за привремени вработувања за 21% за набавка на нови возила. И со оглед дека знам дека ќе се обидете да ја извртите оваа теза, ќе ми дозволите декларативно да ви набројам каде се. Оној кој што говореше пред малку, председателот Стево Пендаровски ќе потроши 1 милион пари на граѓаните за набавка на нови возила. Ставка 486. Владата на Република Македонија ја зголемува ставката 427 привремени вработувања за 19%. Министерство за политички систем ја зголемува ставката 483 купување мебел за 200%. Министерството за надворешни работи ја зголемува ставката 427 привремени вработувања 211%. Министерството за финансии ја зголемува ставката 427 привремени вработувања за 34%. Министерството за економија ги зголемува ставките 427 привремени вработувања за 1,5 милион денари и 486 купување возила за 1.800.000 денари повеќе. Министерството за транспорт и врски ја зголемуваат ставката 427 привремени вработувања за рекордни 1.860%. Внимавајте, ставката за привремени вработувања во време на пандемија 1.860% повеќе, односно 7.350.000 денари. Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони ја зголемува ставката 486 купување возила за 50%. Управата за јавни приходи 66% ја зголемува ставката за купување на нови возила. Министерството за труд и социјална политика ја зголемува ставката 483 за купување на мебел за 148%, а ставката 486 за купување возила за 158% повеќе. Нема да има лаптопи за учениците и IT помагала за професорите, ама затоа ќе има зголемување на ставката 483 купување на мебел во Министерството за информатичко општество и администрација за цели 240%. Не ни беа прифатени амандманите и овој пат и за жал нема да се одвојат средства за набавка на 50 нови амбулантни возила за потребите на медицинскиот персонал,
нема да има ниту бесплатни ПСР тестови, нема да има средства ниту за други капитални објекти, за подобра животна средина, за туризам, за помош на граѓаните. Не се прифати ни амандманот за одвојување на средства за решавање на проблемот на вработените од Еврокомпозит, кои што до пред малку протестираат тука пред собранието. За жал мора да констатирам дека ова е буџет кој со штамот ќе ја зголеми сиромаштијата и долгот на државата, а владата предводена од СДСМ само ќе го зголеми фијаското и безперспективноста која е присутна на секаде во македонското општество. И додека ќе се обидувате да ја дефокусирате јавноста, да го натерате народот да гледа низ вашите розови очиво, сиромаштијата ќе расте, здравството ќе колабира, а вашите ветувања ќе останат само на скапо платените спотови и објави на социјалните мрежи. За жал, драги колеги, ова ќе бидат последиците и наредната година, која што ќе ги трпат сите граѓани на Република Македонија.